Благодарам, господин Джафери. Господине Заев, во мојот говор ќе се задржам на вашиот предлог за министри. Јас сега би сакал да ви реплицирам на вашиот говор. Значи, во вашиот говор потребивте големи зборови за иднината на оваа наша земја. Рековте, економијата оди во одличен правец. Економијата блеска. Очигледно, господине Заев, или живееме во различни светови, или живееме во различни држави. Како може една економија да блеска, ако од предвидените капитални инвестиции, кои што вие ги предвидовте, вие ги запишавте во ваш предлог, од 422 милиони евра за оваа година, за овие 7 месеци реализиравте 100 милиони евра. Или уназад гледано, ако се споредат овие 7 месеци уназад во годините, убедливо најмала реализација. Се извинувам, малку поголема од минатата година, кај што вие бевте премиер. Како можете да кажете дека економијата блеска? Во шо блеска? Врз основа на шо блеска? Може да блеска ако вие направите нешто. А ако направите нешто, ќе биде покажано во извештаите на Министерството за финансии. Едноставно е тука. Второ, да заличиме на нормална европска земја. Се сложувам. Тоа е желба на секој наш граѓанин, не само на вас како. Вие имате дополнителен мотив тоа да го направите, бидејќи сте прв човек на владата. И треба тоа да се трудите да го направите. Меѓутоа, како може да заличиме на нормална европска земја кога судството ни е заробено? Како може да заличиме на нормална европска земја кога економијата ни тони? Како може да заличиме на нормална европска земја кога имаме афера Рекет, каде што има индиции за висока корупција? И од кога излезе аферата, институциите реагираат после 3-4 месеци. Вие сте знаеле за тоа, се фалите дека ви сте ја пријавиле аферата пред 5-6 месеци. Што треба да почекаме уште 3-4 години па да има резултати од тоа? Така не заличуваме на нормална европска земја, господине Заев, за жал за сите граѓани на Република Македонија. И на крајот велите дека тоа што го велите го исполнувате. Кое ветување сте го исполнили? Кое ветување? Да ви наверам 300 ваши ветувања во предизборието за просечна плата, за плата на доктори, за студентски центар во Скопје, за ред проекти кои што ги ветивте. Единствено што ветивте, а што исполнивте, не знам ни дали ветивте, е зголемување на акцизите, зголемување на даноците, опторувањето на буџетот на секој наш граѓанин. Е тоа го исполнивте, ништо друго. Благодарам.